Добар ден, вардарци! 9 јули 2024 господово лето. На денешен ден Господ сакаше така, секој пат велат ништо не е случено. Оваа слика која датира од пред 54 години, направена 72-73 година, се скрши, стаклото се скрши. Стаклото се скрши, фотографијата, ликовите, имињата кои ги гледате и генерацијата кога јас како 10-11 годишно момче почнав да навивам за Вардар се тука и стојат. Но она што е важно, она што е суштествено, на денот, на 9 јули, кога оваа слика, кога оваа стакло после 50 кусор години попушти и се скрши, фудбалскиот клуб Вардар, предводен од председателот на сите вардарци, Милорад Миленковски Мики, или популарниот Миле, склучи во името на клубот спонзорски договор со Новоматик, фирма која е добро позната на балканските и европските простори, и од кој договор Вардар добива 1 милион евра спонзорство кое е чисто како солза. Она што сите нас не радува, она што сите вардарци кои искрено го сакаат клубот и треба да се радуваат за ова, дека луѓето од Новоматик, оние професионалци кои ова го работат, најверојатно за некој нивни интерес, бидејќи Вардар е бренд што и нив ги рекламира, излегува со чист став, со чиста позиција, со чисти односи дека тие не сакаат, немаат намера, немаат идеја да раководат со Вардар, туку единствено влегуваат во нашиот најголем спортски бренд, со единствена цел финансиски да го потпрат, да го помогнат, да го стабилизираат Вардар и секако ќе бараат отчет за своите пари кои ги вложуваат, кои ги спонзорираат и за кои се рекламираат, нели, на дрсовите на фудбалскиот клуб Вардар ќе стои логото на Новоматик, бараат отчет, одговорност и тоа е добро за Вардар, тоа е нешто ново кое треба да почне да владее, да царува и да биде во фокусот на Вардар, да не може било кој да влезе во Вардар, било кој како да располага со парите и било кој како да не дава отчит за тоа. Во продолжение, што се тоа значи за Вардар, збор 2 повеќе од Вардаров аспект црвен на црн. Денеска е празник за Вардар. Денеска треба да славаат сите вардарови искрени навивачи кои го сакаат клубот од срце. Денеска треба да се залие со кригла пиво или со друг пијалок по желба на црвено-црното срце. Денеска Вардар го прави главниот исчекор благодарејќи на председателот на Вардар, Милорад Миленковски Мики или Миле, кој го потпише тој договор и со кој Вардар цврсто застанува на таа прволигашка патека за која кравареше во изминатите 3 години. Како буден наблюдувач, како буден следач, како буден човек, личност кој го сака Вардар, знам што се случуваше во изминатите последно 3 години. Знам кога комитите ја воведоа мртвата стража за да го спасат распаѓањето на Вардар. Знам кога дежураа, кога не спија за Вардар. И мислам дека 9 јули 2024 година е победа на комитите, победа на овие 11 луѓе кои како веде раководство, како веде управен одбор, го доведува Вардар до ова ситуација да се потпише тој спонзорски договор, кој апсолутно значи стабилизација на Вардар. Не сакам да бидам преуфоричен, не сакам да бидам и навивачки расположен, но ова е голем исчекор за Вардар, голем исчекор за комитите, голем исчекор за клубот, голем исчекор за фудбалерите кои останаа верни на клубот и во овие безмилосни финансиски времиња кога Вардар навистина не можеше да ги плаќа. Во тоа име треба искрено да се честита на Мики, да се честита на Владко Колев гори, да се честита на Гого, на Мартин, на Мачки и на сите оние комити. Сега можеби некои ќе заборавам од оваа група, тие се за мене сите исти еднакви. Има еден кој со нивни благослов ги донесува одлоките и кој го потпише денес договорот, меѓутоа тоа е едно тело, една душа, едно срце кое
црвено-црна која чука за Вардар. Во тоа име, во име на комитите, во име на онаа навивачка гарда која не е дел од комитите и која ја повикувам да се врати сега на градскиот стадион, кога јас и славниот Атанас Костовски Таско сме се бореле и во минатото Вардар да игра на тој градскиот стадион. Еве доаѓаат и тие моменти, Вардар се враќаат и неговите навивачи, треба да ги има во поголем број. И апсолутно оваа победа на Вардар, за која амбиентот го направија, веде раководството комитите заслужува и ветува подобри и подобри денови за Вардар. Многумина искрени вардарци од старата гарда комити, па и овие од помладите, кои сега се членови на комити, дури и навивачи кои не се дел од комитите, ама го сакаат и го гледаат Вардар, честопати знаат да ми забележат дека премногу сум емотивен, дека премногу сум жесток, дека понекогаш можеби во интерес на Вардар и правам грешки во чекори. Она што сакам да го кажам овој ден кога Вардар очигледно застанува на цврсто, челично тло, значи нема веќе пропаѓање на клубот и на тимот и на играчите и на фудбалерите, на сите оние кои го држаа, може само нагоре додат и со резултати и со успеси и со финанси и со пари и со амбиции. Горд сум што многу пати потекле солзи, работеле емоциите за Вардар. Плачев на мостот кај Жабарот кога ги читав фудбалерите, имињата на фудбалерите кои играа во втората фудбалска лига со 14 неисплатени плати. Седев како мало дете во ученичка клупа пред јужна трибина и ги повикував старата гарда комити, ги повикував сите оние кои имаат 60 децении на својот грб и кои го сакале Вардар и кои Вардар ги радувал во младоста. Да се вратат, да му помогнат на Вардар. Барав да се јави Јушна да помогне на Вардар. Мислам и не се срамам од тие емоции, од тие солзи, од тој плач за Вардар, да кажам, од тие од таа судбина, тој судбина да го сакаш клубот од мали нозе па до денес. Вардар го направи со веде раководството и со овие луѓе кои сега се во Вардар, значи да не ги забораваме и оние кои ги пераат ресовите, оние кои ги книжат фактурите, стасани нестасани, оние кои издржале во администрацијата низ целата оваа голгота, да не ги забораваме луѓето кои носат ладна вода на пресконференција, да не ги забораваме сите оние комесари за безбедност или не знам, навивачите кои продавале дресови, продавале членски карти за да обстане Вардар. Подпишувањето на овој договор е нивни успех. Мај 2002 година. Скок објавил Вардар шампион, Сеп Блатер повторно претседател на ФИФА. Овде ги имаме имињата кои играат во купот на УЕФА, Цементарница, во Интертото купот, Беласици и Победа. Сите овие три клуба сега ги нема во првата лига. Не се. Поентата е Вардар шампион. Вардар од 9 јули 2024 година се враќа на овие зборови. Малку го забрзува темпото. Малку го забрзува. Дали ќе биде во сезоната 2024-2025 ирелевантно. Ако мене ме прашате, мислам дека може. Меѓутоа, ако некој посериозен аналитичар го прашате, ќе рече да, почекаме. Сега сме тука. Сега сме застанати. Мики го направи тоа и му овозможи на Вардар, председателот Милорад Миленковски, Мики, Вардар да киниса напред. Напред, доди само напред. Да се заборави минатото, да се заборави лошото, да се заборави она голгота низ која поминаа Филип Гачевски, Дарко Глишич, Дарко Мицевски, да не ги редам сите од оваа гарда, славните фудбалери кои ден денес некој од замина од Вардар, секој со својата судбина и размислување. Тоа е Вардар. Вардар е перпетум мобиле. Вардар не сгаснува. Вардар е ова што комитите го продаваа за да проживее клубот. Славете, радувајте се, денес е празник за вардарците.
одиме понатаму.